Добро утро. Добро утро, поздрав за двајцева, поздрав. Мики, гледаме дека имате убаво време денеска во Охрид, бидејќи денеска во Скопје врне помалце. Ни го земавте сонцето. Ни го земавте. Пријатно. Вратете го сонцето. Врати ни го сонцето. Да, Мики. Ама следува понатаму и врати ми ја душата. Врати ми душата. Па така, кога нема сонце, нема ни душа, Мики. Нема ни. А гледаме дека ти имаш многу душа денеска, ние воопшто. Мики, како беше вчерашниот ден во Охрид? Па јас прво морам да кажам за денешниот ден, бидејќи имаме навистина едно прекрасно утро. Во Охрид и во Струга 19 степени е денес овде. Иако гледам дека за веќе за утрешниот ден и за четврток се најавуваат врнежи од дожд, но ајде да не веруваме на прогнозава, да се надеваме дека ќе остане вака како што е времето, раздвиженост, навистина утринска раздвиженост, автомобили низ главниот булевар туристичка, каде што наскоро на неколку локации треба да функционира Safe City системот, значи оние кои што летово ќе доаѓаат во Струга и во Охрид на одмор, ќе треба навистина да внимаваат. Се уште нема информации кога ќе стартува, но јас можев да забележам и вчера дека и на неколку локации на патот од Охрид кон Струга се поставени безбедносни камери. Исто така на потегот од плажите, каде што се оди кон плажите во Охрид и исто така и во центарот на Струга, така да навистина ќе треба да бидеме внимателни и оние кои што ќе летуваат ова лето во Охрид и Струга, навистина ќе треба да бидат многу внимателни, бидејќи на повеќе локации веќе се поставени камерите од Safe City. Да. Ама Мики, не знам дали знаеш, не знам вие во Охрид дали зборуваат за тоа. Имаме една апликација се вика Waze, Вазе. И тоа ни покажува... Не, знаеш за тоа, нели? Да, која што ги предупредува граѓаните така. Тоа постои сегде во светот, само кај нас се злоупотребува, да кажеме така. Не, тоа не најавува, не предупредува, дека чекајте, тоа е најдобро, ако го така? користиш за таква причина. Иначе, јас вчера со Дритро зборевме, Мике, дека во Скопје веќе возачите почна да ги памтат сите места каде што има камери и после 200 метри жал ми е да кажам, ама дивеат по улиците на Скопје и заради тоа сепак мислам дека свеста не е подигната како што требаше и како што треба да функционира Safe City во реалност. Добро, факт е дека бројките покажува дека имаме намален број на прекршоци, но знаете како велат старите, тоа е нашиот балкански менталитет. Да. За жал, ние во секоја дупка ќе најдеме начин како да се справиме со работи. Точно. Она што морам исто да го потенцирам дека на што треба да внимаваат туристиве и сите оние кои што во овој момент не гледаат, од вчера поскапи официјално јавниот градски превоз на релација помеѓу Струга и Охрид. Значи, ако картава до неодамна беше 70 денари, сега таа е веќе 90 денари. Такси превозот во Охрид исто така поскапе за околу 30%. Паркинг просторот исто така во Охрид, каде што навистина се бара место повеќе секој лето, па и во овој момент исто така е поскап. Имавме информации, зборувавме за тоа во претходниве емисии, имаше такви најави дека ќе поскапе и паркинг просторот во централното градско подрачје на Струга. Се уште тоа не е направено, но барем најавите беа дека до почетокот на туристичката сезона ќе има поскапување на паркинзите во центарот на градот, одека најверојатно ќе има намалување на оние паркинзи кои што се во периферните делови на Струга, бидејќи и Струга и Охрид буквално секаде се претворени во места за паркирање, па каде и да се паркирате, навистина ќе треба да платите. Значи, пред почетокот на сезонава имаме нови поскапувања кои што вака на прв поглед можеби не гледат многу, не гледат драстични поскапувања, но кога тоа го правите секој ден, навистина и тоа како ќе влијаат врз сопствениот буџет. Значи, ако доаѓаме во Охрид за одмор, освен тие 1800 евра што ни треба за 4 дена, ќе ни треба до 100 евра за паркингот.
Па затоа велам, да, значи на сите локации е за 20 до 30% зголемен паркингот, ако фатите такси, исто така е зголемена цената за старт. Јас Кога ќе седнете во Супер такси вест, ова е за возилото. аплауз, браво. Јас лани потрошив премногу пари во такси, се движев со такси, да, За вистина такси. е. Тоа Много во е Охрид. Проблем е си Big така Boss, наречените И тоа диви таксисти. Пробував да собирам луѓе за да го поделиме тоа на 4. Се шалам, ама да, стварно Да, беше да. многу скапо, а многу ми е жал дека еве оваа година за 30% повеќе ќе биде поскапено. Многу ми е жал заради тоа што најдалечната локација, еве да кажеме, од Охрид е градиште, плаживе што се во градиште или измеѓу сите други плажи што се. Мислам дека не се реални цените, Мики. Стварно не се реални. Во Скопје од кјош до кјош да одиш. Особено во текот на летото има познати се тие, така сме пишувале многу пати за така наречените диви таксисти кои што не качуваат туристи и луѓе на кратки релации, тука единствено што возат на подолги релации или ако качат на пократка релација, ценава е навистина Мики, 800 денари беше за градиште од центар. Од центар 800 денари беше до градиште лани. Вау. Затоа на зборувам сепак за најдобро мислам дека компанија е што беше преоелно и не беа диви такси. Значи јас се качев, не се качувам никогаш во животот по таксиметар. Што значи дека беше многу алармирање. Ти да не си влегувала во тие свадби што прават. Не, чекај малце, не беше со такси. си платила Да, кажи. минатата година, сега рачуни дека таа цена најверојатно ќе е дупла. Да. И не ми се Сега верува. размисли дали ќе одиш на градиште. Не ми се Многу убава верува. вест ми се доаѓа За ова. муабето што го правиме за информациите, стварно не ми се верува, ама мислам дека не е окей. Да, но Барем за граѓаниве мора да знаат и мора да претходно пред да се качат мора да внимават. Јас пак ќе речам и поскапувањето, бидејќи не секој има автомобил, така да некој е принуден да речеме странскиве туристи редовно се качуваат во меѓуградскиот превоз од Охрид за Струга или Струга за Охрид, така да секој треба да знае дека ова лето ги чекат гостиве по високи цени кога ќе дојдат во Охрид. Зборуваме за оние кои што не се во угостителските објекти, туку кои што се за превозот кој што треба да го користат. што значи дека се надеваме дека туризмот ќе се одвива како што планираме или што сакаме. Ќе се одвива како Или од другиот аспект јас не знам кој ќе стигне да дојде во Охрид. Не, тоа туризмот оваа година ќе се одвива. Ланска година имавме три јадења, оваа година со 2 ќе поминеме, бидејќи едниот ручек ќе ни отиде за паркинг. За парк. Интересно ќе биде ова. Добро, факт е дека еве јас ги гледам и цениве по агенциите туристички, факт е дека понудиве кои што се нудаат за патување надвор од Македонија оваа година се за 30 на 40% поголеми. Така да секоја една дестинација каде што размислуваме да летуваме, да одмараме, дури и Грција која што низ годиниве се сметаше можеби како една од поевтините и да речеме финансиски примамливи за граѓаниве, некако гледам дека и оваа година и таму веќе цениве на сместувањето се зголемени за доста, значи за 30 до 40% имаме зголемување на тие цени, така да не е само Охрид и Струга се наши, па ние затоа секоја сакаме да ги искритикуваме поради сето ова што се случува. Не е за критикување. Јас, например, Мики, секоја година доаѓам во Охрид и сега реално да збориме, тие пари што ги потрошив, например, јас лани, јас со тие пари не сакам да ги перфоризирам целата тема, туку јас можам да одам во Италија. Сега во Италија можеби нема да се да јадам како што вика дритро 3 пати на ден, се шалам, сега дека ќе се преживе, но со тие цени сериозно може да патуваш со многу ефтини карти, со 20-25 евра, еве и 50 евра нека бидат повратни картиве. Имаш многу други опции. Сакам да кажам дека треба Охрид да биде многу поприфатлив, за да можеме да дојдеме, барем ние граѓаните на
нашата подземје да дојдеме многу почесто. Јас би сакала да дојдам у Охрид секој втор викенд. Прво треба патот да се Ми се среди. допадна сега, кажа, ние граѓаните од ова подземје. Поднебје. Еба подземје сте Од подземје, може и тоа, Или Мики. таму, или нема- таму, негде ќе завршиме. Фантастична валбона во вторник. Треба да се разбудам уште малце. Мики! Мики, имаме нешто друго? Да. Јас сакам да го прашувам, Мики. Да? Да? Ајде. Ајде, молам. Не, Повели, извини. Денешната тема Покрај ни е... цениве, морам да само извини, покрај цениве, овие што ги зборуваме високиве, се бара место повеќе. Викендов, навистина, гужви беа огромни, се бараше и се чекаше за место за да се седне во некој од угостителските објекти. Така да, кога ќе видиме граѓаниве, секојаш има да се напијат едно кафе, макар тоа чинило и 200 денари овде. Јас чекам другарка ми да се ослободи, оти имам неколку обврски да дојдам, Мики. Ќе Јас тоа го дојдат, чекам. другарка и ќе ја чека со 3 во 1. Нема друга солуција. Мики, дали и Охрид го има овој феноменот, бидејќи да нашата денешна тема е од училишни клупи директно на аеродромот. Па, вака сега дрито, ако Охрид во минатото имало 60.000 жители, Да? сега таа бројка е сведена на околу 40 и нешто помалку од 40.000. Значи, тој податок доволно говори за се. Исто така, ако во сезоната, значи, излезете во Охрид во вечерните часови, сакате да прошетате низ Охридскава чаршија, низ градскиот кеј, мене тоа ми се случува редовно, бидејќи редовно пешачиме. Значи, единствено што може да начекате е истите луѓе кои што тоа го прават секој ден. Значи, тоа е буквално празна чаршија, празен кеј, тоа доволно зборува дека градот е иселен. Слична е ситуацијата и во Струга, каде што буквално цели села се затворени преубавите куќи кои што се изградени, се затворени ролетните, се спуштени ролетните, се затворени вративе, портите на куќите, а се вложени милиони евра за нивна изградба, за да тие се направат, и тоа многу говори се дека тоа што ни се случува, дури морам да кажам дека овде имаме и феномен каде што, претпоставам тоа и во другите делови од државата, каде што ученици среде учебна година се отпишуваат и заедно со своите родители заминуваат во странство и таму го продолжуваат образованието. Навистина доста голем број ученици, голем број имаме на такви примери кои што низ основните и средни училишта во Струга и во Охрид се отпишуваат среде учебна година и заради заминување надвор од државата. За жал. Да, имаме една порака од мислам за темата гледачите што ни пишуваат. Вика, од тетово имам 2 ќерки. Едната дипломираше во медицина, другата у фармаси. Денеска и двете работат во Германија. Јас сум гор за нивниот успех, но душата ми боли зашто само гледам неколку пати во годината. И ова е многу тешка болка ова за родителите што инвестираме на децата, за децата, правиме све и све што. И имаат една убава порта, тоа е аеродромот што ќе се снаоѓат во светот. Така. Значи, тоа е дефинитивно пример кој што го имаме секаде. Точно. За жал, Мики, за жал. Ние ќе продолжиме да прочитаме пораки од нашите гледачи што сега сте собраа. Мики, ти благодарам многу за сите информации. Се гледаме и утре. Имајте убав, прекрасен ден сите охриѓани. И ако може сонцето барем малку да го делиме. Ајде 50-50 барем дека биде. Пола ден ние, пола ден вас. Да видиме сега. Да, дали ќе пушти рака Мики за 50-50, ќе видиме. Пушти рака Мики 60-40. Мики, ти благодарам многу. Супер. Благодарам и на вас. Убав ден и се слушаме утре пак, Мики. Чао. Бидејќи башки патува со мотор уште. Италија, каде е? Италија.
Затоа ние ќе си зборуваме за вака убави теми. Сигурно. Чао, Мики. Мики, убав ден. Поздрав, Мисто Дашур, поздрав.